Традиција, стил, здравје, вака со 3 збора би се опишало грозјето. Тоа е богато со витамините А, Б и С, со разни минерали од кои најмногу се застапени калиумот и калциумот. Поради ова, нутриционистите го вбројуваат во едно од најздравите овошја на листата за здрава храна. Има антиканцерогено дејство, има и силно дејство против воспаленија, антибактериско и антивирусно дејство, делува против алергии. Се вели дека гројзето впрочем можете да го конзумирате доколку сакате да го забавите старењето на мозокот, да ги избегнете срцевите болести. А едно истражување спроведено во Универзитетот на Мичиген вели дека со конзумирањето на гројзе ќе го контролирате и крвниот притисок. Првите плодови веќе се достапни, а оние кои ги купуваат, ги конзумираат на свој начин по свој вкус. Од гроздето може да се направи сладко, било какво, само да е грози. Може да се направи и сок, може се прави кумиња, ракија, вино. Црно, бело, секако грози јадеме, грози убаво да се јаде. Најубавото грозје кое се одгледува во Македонија е од тиквешко. Тоа е Викторија, тоа е Страшински, а од Сабајлино семе со некој Black Magic и Велике, најнова сорта. По-тешко не може да биде. Па се има, тоа што го лафе државата, најмалку го има, значи најголемите таквојата трошкови се кај нив. Паѓа асталското држање која цена само на пазарот, а инако у голема количина купците што се тие ладначи, такви работи, тоа е мизерна. Во Македонија наскоро започнува сезоната на гроздобери, што значи дека грозјето и во следните месеци ќе биде достапно и оние кои го конзумираат, ќе можат да уживаат во неговите благодети.